И власта и опозицијата прогласија победа по вчерашниот тесен изборен резултат. Социјалдемократите среќни дека по 18 години оствариле минимален триумф. Двата мандати плюс според синоќешните резултати од ДИК му беа аргумент на екс-премиерот и лидер на СДСМ Заев, читајќи го победничкиот говор да каже дека интеграцијата го победила концептот на изолација. Волјата на народот се потврди. Победуваме. Излегоа граѓаните и гласа за сигурна иднина, за заедништво и солидарност, за економски патриотизам, за ред и правда. Излегоа граѓаните и избра подобро денес и подобро утре. Мицкоски вели дека ВМРО ДПМН е победник на изборите. Опозицијскиот лидер е со став дека граѓаните го одбрале концептот на промени. Тврди дека ВМРО ДПМН освоил повеќе гласови од СДСМ без поддршката на БЕСА. Важно е што во Македонија расположението е опозицијско, а резултатите покажуваат дека опозицијата освои повеќе гласови од власта, а ВМРО ДПМН без БЕСА во редовите на СДСМ освои повеќе пратенички мандати. ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија победија во 41 општина. Се тоа ми дава за право дека ВМРО ДПМН го има најголемиот кредибилитет да се бори за состав на новата влада, која треба да се соочи со сериозни предизвици. Еден од најголемите добитници на вчерашните избори е ДУИ. Партијата која владее 16 години веројатно останува една од доминантните во албанскиот блок и ќе биде клучен фактор во креирањето на парламентарното мнозинство. Според интегративците, концептот за албанец премиер добил масовна поддршка. 100.000 вота. Има повише од 100.000 гласови. 20 мандати. И има 12 мандати. Мандати не тремли. И се бориме за 13-тиот мандат. Резултатът финален. Ги чекаме финалните резултати. Клучен фактор кој влијаеше на помалата излезност и во добар дел ги одреди резултатите беше и коронавирусот. Изборниот процес во услови на пандемија на COVID-19 беше причина голем процент од граѓаните да останат дома.